ајде да ве прашам, што бара еден доктор во светот на музиката? Дали имате вие некоја ваша идеја? Си имаш солидна професија, доктор си имаш солидни примања, им помагаш на пациентите, тие се среќни и задоволни. Колку се тие среќни и задоволни, јас сум уште посреќен и позадоволен. Ама мене ме води љубовта, мене професијата всушност ми станува хоби, ако ја работите со огромно задоволство. Таа ви станува хоби и вие уживате во секој секунд од вашата работа. И замислете, после напорен работен ден се враќате дома и вашето хоби продолжува, ама во друга област. Сега мене хоби ми е и музиката, па јас седнувам и почнувам да создавам емисии, да пишувам текстови. И така, цел живот ви станува хоби и вие нон-стоп уживате. Кај го има тоа? Дали тоа постои некаде? Основниот двигател наш е љубовта. Љубовта кон се што работите, и ако имаме професионален однос кон се она што го создаваме во животот, сите наши дела ќе бидат на професионално ниво, иако сме од различни професии. И прашањето беше, што бара еден доктор во светот на музиката? Па нашата професија е многу тешка, одговорна, стресна. Судбините на пациентите стануваат и наши судбини. А тие не се секогаш светли и блескави. Некогаш на пациентот мора да му кажете дека за него нема иднина, дека нема лек за таа болест што тој има. А како да му го соопштите тоа? Како да му ја кажете вистината во очи? И добро, ќе му кажете дека борбата трае и ќе се бориме до последниот секунд од животот. Но факт е дека секоја стресна ситуација, секоја судбина на пациентот станува и наша судбина, длабоко вткаена во нашиот дух, во нашата интима, и тие состојби, случаи, ситуации постојано не окупираат. Ние сме под постојан притисок поради судбината на нашите пациенти, поради стресноста на нашата професија. И поради тоа си бараме некое спокојно, мирно, сигурно место каде што можеме тивко, релаксирано да се изолираме од светот, да ги делетираме сите состојби што се случуваат околу нас и да се препуштиме на духовноста, да не води мирот и спокојството, дали на она што го пишуваме, дали на музиката, дали на нашите музички креации, зашто тоа е всушност бегство во слобода. Музиката за мене е препород. Музиката за мене е повторно раѓање и секогаш кога сум во и со музиката, јас уживам и едноставно заборавам на се она што се случува околу мене. И тоа е единствениот лек.
Поздрав. Сака. Ќе бараш сингици, барем да ги разгледаш. Не можам најдам. А има некои добри? Па не верувам нешто. Не верувам, не. А може и да има, па не од сум ги гледал. Само Амија купил се вака. Земјера, па ти се менјаваме. Почи за сиромаштија. Ще се менјаваме. Добра, батали кафе ќе пиеме? Пием истини во очи е филмот, бе. Ќе пиеме ли кафе? Ајде. Ајде. Убаво е кога забдешаш што толку сакаш ко музика, знаеш, кога се обрнува внимание, цел ритуал настанува. Не е само стискаш и готово. Тука е сега цела филозофија, седиш, ја гледаш, пазиш да нема звуцка, ја носиш дома, ставаш, ја гледаш, полека ја чистиш, ја пушташ. Онака више си посветил сат и по два околу тоа што ти се свига, знаеш. И дури кога немаш време, не ја пушташ и знаеш кога ќе пуштиш плоча, нема, тоа е све, сега се прави ритуал, сега има мир, сега све е окей. Значи така треба да биде, као да си у некој олтар и палиш свеќа, полека снимаш иглата, вадиш, отвараш, ја ставаш, местиш, полека пазиш да не мрдаш многу соба, да не мрдне иглата, знаеш, као секој го доживаш као онака, као што направив, чече, ко на другар шамар да му мрда, знаеш. И мене ми свиѓат и тие 20 минути. Басовите се добри и басовите се добри на плоча. Тоа ми се свиѓа. Некако звучат боле на плоча него на CD, тоа е факт. И мене ми се тие 20 минути внимание на слушање. Издржувам 20 минути една страна, ми е супер, со внимание ја слушувам. А CD не можам да издржам 17 минути. Ало. Еве, со вас се муаветиме, кафе пиеме. Супер. Ајде, чао. Важи. Кој беше? Петар. Шо вика ништо? Плочеве Не, тоа ништо, него друго си имам бркал нешто, да се пријави за лекарски, за осигурање нешто. Од музичариве дали има лекари, ко сме кај лекариве? Або ово е дуке. Значи, не, така ги има. Нема лекари музичари, а музичари лекари. Има доста што се занимавале на времето тие пубертетски, адолесценци години. Како бе нема овој Има. Гуто од корпус. Гуто од корпус е офталмолог или како се вика тоа. Нешто Да. доктора со очите, да. али тоа го работи. Онда сами ги знам. некои други да Коци Икономов, нели легенда доктор, не знам пошо, ама никад не се занимавал. А доктор Чепреганов ти е музичар што е доктор уствари цело време, ама ствари джемувал со сите овие. Да, джемувал он повеќе. Имал книги за шпато го читав, пичале цело време.
Си ја сакам струката, многу си ја сакам струката. Веќе 58 години работам. Работев во многу земји, работев во Лондон, работев во Париз, работев во Страсбург, значи во Франција, работев во Брисел, во Белгија и така да. Мислам дека стекнем големо искуство, работев со многу у тоа време познати светски луѓе, веројатно попримив многу работи од нив. Јас сум човек кој ја сака музиката, затоа што сметам дека музиката и сите уметности се дарба од Бога. Ако вие немате апсолутен слух или слух добар, да можете да восприемите и да можете да го преработите тоа во вас и да го интерпретирате, нема ништо од вас. Значи, музиката бара да има некаква харизма, природна, за да може човек да ја восприема. Сето тоа што ќе го чуе, да знае да го интерпретира. Врвните музичари, луѓето во Македонија тоа не се цени, не се знае. Врвниот музичар мора да употребува, да работи секој ден по 5, 6, 7, 8, 9, 10 сати. Тоа бара работа. Јас по себе знам. Јас свирам секој ден скали по пола сат до 1 сат. Нити ќе настапам у Карнеджи Хол, нити ќе настапам да свирам во свадба за кефак. Ама знам дека техниката за да сочувате, вие морате да свирите. А можам да се представам што значи тоа да еден врвен музичар. Било да е класичар, било да е джез и така да и така натаму. Оној кој се бави професионално со музика. Имам голема почит. И вториот дел од играта кој е многу битен, тонот кој го произведува музичарот е вајарско дело. Тоа сакам да го да го запамти народот. Оти не е исто тен, ама во тоа тен јас сум го напишал тоа и во книга го напишам. Учествуваат многу структури од мозокот кои го вајат како вајарско дело и кој ќе излезе последниот тон, вие сами се одушевувате затоа што во него имате внесено многу емоции. Тоа е многу важна работа. Еден врвен музичар, значи, може на еден концерт да биде врхунски музичар, ама може ако е малце под стрес и малку ако не е наспан и не е одморен, да не му излегуваат тоновите така како што тој ги замислува и треба да ги произведе. Јас сум на некој начин човек кој беше многу близок со Шпато, не знам дали се чуле, Драган Джаконовски Шпато, свире во Македонка Штип, имавме глемирен состав, 4 труби, 4 цуга, 4 тромбона, ритам секција и така натаму, голем оркестар. Со аранжмани што ги правеше Шпато. И со Шпато бевме многу близки. Од Шпато ја добив желбата и љубовта према Латинска Америка. И јас речем Бразил да ја свирам оригинално. Румби, самби и босанови. Босанова прв пат чув од Шпато и сум влюбен. Тоа е ритам кој го обожавам. И во Бразил ми се случи, имаше една група од 2 гитари, 2 бонгуса и играчици, да им се придружам и свирев со нив да не претерам цел саат. Оти знам многу румби, многу самби од тоа време. И тие кога ме праша, јас им се представи, викам, сакам да посвирим, малко бевме на еден остров, така релаксирана атмосфера. Are you from? Вика, од каде сте? Ја викам, од Македонија. Каде е тоа? Бека нема појма, разбираш.
свирев пред да се запишам, свесно отидов на медицина, затоа што никош во животот не сум ставил пред себе задача да бидам музичар. Затоа ви реков одма. Значи јас сум аматер кој сака музиката. Дојдов до еден степен да се описменам, познавам хармонија изваредно добро, бидејќи имам двајца одлични професори. Едниот беше Александар Джамасов, кој ми е кум. Александар Джамасов ми е кум. И уште во она време, кога беше од Белград, учев хармонија од него, а после Жико. А Жико ми беше, Жико Глиш ми е комшија. И како малечко дете, јас свирам на балконот и он дојде вика Чичко, ве слушам секој ден, а сакам многу гитара. Уште не беше запишен на музичка школа. И така, јас Жико се давам више 50 години, а од како сум роден. Така да хармонија, ова джез хармонија, имам доста книги. Мене кажам сам, ама ја разбирам. Хармонијата тоа е математика. Прва, трета, пета позиција и така дали, зависи од скалата и онда петки, деветки, минуси, плусови, тоа е се математика. Одма ќе ги фатам на гитарата, и ако сакам ме прашам, одма нема на гитара, можам да ги фатам. Шом го прочитам кој е акордот. Така да, значи, прво се определи, јас се бев определил за медицина, а музиката ми беше атрибут. Тоа е составен дел од мојот живот. Пепе Ренџов ми е ученик, 100% ученик, он многу и тоа кажува исто. Така да сум брам сега, професионалец, нали? Меѓутоа, мислам дека првите че и на него и на брат му Павел Ренџов, мислам дека многу сум ми влијал да ја засакаат музиката. Храна. Јас ја музиката имам како храна, на вдахновени. Нали ме разберете повеќе, јас сега, 10 сатот, јас кидам дома, ја пола сат морам да свирам. И тоа скали свирам. Скали за техника. Ја не сум музичар. Ама тоа ми е обврска. И после тоа ќе свирам 3-4 работи кои сум ги ставил, нотално, хармонички, ќе го свирам, си ја напунам душата, подобро си легнам.
пушам цигара, брат, имам 140 со нешто. Не 170 нешто со... А со цигарите сметаат? Па да, вече. За притисок? Ти дига, Стварно? да бе, све. Брат, доктор, онака, што ќе идеш кај доктор? Има да и нас докторов што ни е фан. Што има... Да. Горан, он не е ни музичар, не е ни колекционер на плочи, а иде на концерти, гледаш и такви ги има. Ја ако отидам кај него, а плочи купува? Не, на времето собирал, ама сега не. Па ја мислам дека ако некој е добар доктор, тоа може да биде музичарот, знаеки ги цело акумулирано знаење на човештвото и логиката што не движи. Единствено музичарот може да биде вистински доктор, зашто секогаш најголемите научни умови во физиката, така, или во било која категорија, сакајќи да го покажат тоа достигнување кое што го направиле, го опишувале со музички термини, знаеш. Така да, ја мислам дека... Сите овие што ги спомнавме се успешни доктори? За да го збогати моето музичко образование, татко ми ме запиша да учам клавир во музичкото училиште. И тие ме носеа, ме чекаа, ме зема. Значи, клавирот апсолутно и дефинитивно никако не го поднесов. Ма што, какви трикови не им праве, бегав од часови, низ врати, преку прозори, да не ме видат. И така од клавирот не стана ништо, ама тоа сега го сватив на стари години и во младоста се разбира, сватив каква глупост сум направил. Да знаев да свирам на клавир, може би многу покреативен би бил, но тоа се оние млади луди години кога човек и не е свесен што ќе му треба во животот. И така, тоа беше тоа. 60-та година се преселивме во Скопје. Токму на ова место, токму на црквата Света Петка, беа околу само лозија, па татко ми се бунел, жено, вели, каде дојдовме овде ние, вон градот меѓу лозијата, волци ке не изедат. Но благодарејќи на црквата, на близината на црквата, а мајка ми беше многу побожна, тоа превагнало и ние овде ја изградивме куќата и 60-та година се преселивме во Скопје. И јас се запишав во гимназија, во гимназијата Цветан Димов. 63-та беше земјотресот. Гимназијата беше тотално сравнета со земја. Да знаете какво е тоа чувство кога отидов да видам. Огромна пирамида од камења. Ни едно делче од гимназијата не беше останато. Можам само да си замислам што ќе се случеше ако земјотресот беше во некое друго време. Не во јули, 27 јули беше катастрофалниот ден. Туку во некое друго време, кога гимназијата беше активна. Среќа наша. Ете така, потоа завршив гимназија, нормално во гимназијата, контакти со нови луѓе, нови пријатели, нови другари, и контакти интензивни и со музиката, журки, па тогаш веќе почнаа Битлси, Twist and Shout, на секоја журка. По 100 пати таа нумера се вртеше. И така музиката влегува во глава и нема, тоа е како ментален вирус, кога ќе ти влезе вирусот во главата, нема ослободување, туку само се множи. За среќа овие вируси се многу пријатни
и само ни го збогатуваат духот и не прават среќни за разлика од овие другите вируси кои се многу опасни. Мојата директна инволвираност во музиката, знаете која година почна? Почна 1977 година по средбата со Кире Костов. Се сретнавме, се спријателивме, а таа година, 77-ма, всушност почна на Македонското радио, на втората програма, да се емитува мојата емисија Сол Рели. Ја праве во почетокот заедно со Јане Коџабашија, главен уредник на втората, Слободан Николовски Боде, многу позитивна, многу интересна личност и многу прогресивна. Тој беше многу пред своето време, како што беше и емисијата Сол Рели, што тогаш јас ја подготвував. И за да можам да ја реализирам, ми требаше техника. Тоа беше основната причина зашто јас се одлучив да купам моја техника. Сватив дека во Радио Скопје на втората програма, тон снимателите едноставно немаат доволно време да го реализираат она што ја музички го бев замислив. Јас сакав монтажи да има, па джинглови, па ефекти, па убави премини, а тие работеа минут за минут. Емисијата трае 1 час и тие дај стави ги плочите, данга плочете, да кажи сега коментар и така. Велам, нема да го гледате вие тој филм. И замислете, тоа време јас почнав да ја снимам емисијата Сол Рели на професионални ленти, на професионална моја техника, со професионална миксета. И всушност станав првиот македонски, можеби, снимател што снимало приватно свое собствено студио. Ајде да ви ја покажам мојата техника, мојата омилена техника, мојата младост. Во секој од овие уреди се крие дел од моето битие. Овој касетофон Sony Professional беше еден од најдобрите Sony модели и јас го купив 1975 година и со него направив брилјантни снимки. А ова е касетофон Walkman Professional, се уште е на цена и се уште е драгоцен. Значи, професионален Walkman, со кој јас снимив многу интересни снимки, кои се уште може да се користи. Со овој касетофон Sony одеше специјален Sony микрофон со огромна глава, стерео, феноменални снимки направив со него и дел од тие снимки ми се сочувани и ќе имате можност и да ги слушнете. А каков диапазон на микрофони имав, еве ќе уверам, а дали ваков микрофон сте виделе? Се што беше од микрофони, се што беше Sony тогаш, се купував. Зошто купував? Па ми беше лесно. Бев во Либија, спечалив, имав пари и можев да го купам. Така, и парите ми одеа за музика, за релаксација, за забава. А ова е 4-канален тик. На овој магнетофон можете независно да снимате на 4 канали. Можете првиот глас да си го снимате на каналот број 1, па потоа можете, додека го слушате каналот број 1 и го слушате вашето пеење, на вториот канал да си додадете нов глас. Па потоа можете да ги слушате двата гласа снимени, па да си додадете и трет, и да си додадете и четврт. Или ако имате готова музика, ја ставате на првите два канала стерео, па си додавате еден глас на третиот канал, уште еден на четвртиот, а покрај него уште два магнетофони имав. Едниот е тик,
мастер рекордер со DBX систем, специјален систем за редукција на шумот, DBX, и таков мастер рекордер во Македонија мислам дека имаше само уште универзална сала и никој друг, и тоа беше врв на тогашната технологија. Ете така, јас сум некако со душа врзан за оваа техника, знам колку беше драгоцена и знам дека многу познати светски групи и Битлси и други Ролинг Стоунси на оваква техника снимаа и нивните дела беа создадени токму со ваква апаратура. Пресудно за мојата музичка кариера, пресудна, беше средбата со Кире Костов. Се сретнавме, се спријателивме, почнавме постојано да се дружиме и снимавме сонгови за мојата емисија. Кире свиреше на клавир и тој ми ги пееше. Па јас ќе ви покажам како пее Кире Костов. Ќе видите и тоа, ќе го слушнете. И во еден момент ми рече, чекај, зошто ти мене не ми напишеш текст? А беше пред фестивалот Скопје 77. И тој ми кажа, имам готова музика, дај ти напиши ми текст. Како бе, Кире, која музика? И со овој касетон овде што ви го покажа пред малку, со микрофонот, седна тој на клавир и дранга, пееше ла, и ја сними песната. Сакате ли да ви ја пуштам таа снимка? Може. Ајде да видиме, ќе биде интересно. Чујте како почна мојата текстопишувачка кариера. Ете, тоа беше таа прва снимка. Веќе следниот ден јас му напишав текст, отидовме и кај него дома со касетофона што пред малку ви го покажав и ја снимивме ова. Тој беше срамежлив, чуден, без стил, но мене ми стана мил. Следниот ден Го видов во диско еднаш јас, од подсвест ми рече глас, ке е мој, само мој. Видов, го погледнав, реков, те сакам, ке бидеш мој. Ете, тоа беше таа моја прва фестивалска снимка. А кој изведуваше ова песна? сега ќе ви покажа. И потоа ја збогативме со благодарики на 4-каналниот рекордер. Доснимивме гласови и направивме демо снимка. Срамежлив, чуден, без стил, но мене ми стана мил. Го видов во диско еднаш јас, од подсвест ми рече глас, ке е мој, само мој. И така натаму, а еве сега ќе ви пуштам нешто за да подкрепам ова што го кажуваме. Сега ќе ви ја пуштам оригиналната снимка со Алма Екмеџиш. Со оваа песна, која се викаше Чудна средба, ние освоивме прва награда, прва песна моја и прва награда на Скопскиот фестивал. Ја пееше Алма Екмеџиш, еве како звучеше.
Ko vidim u disco, naš jas, podsvijest mi reče glas je moj i samo moj. Ko pogled me rekao. Ете, тоа беше нашата прва награда, нашето прво дружење со Кире Костов, нашата прва песна и првата награда на Скопскиот фестивал 77 година. И потоа моето другарување со Кире Костов продолжи. И знаете ли која ни беше втора песна? Дали ова ви звучи познато? Има еден галептажен одара, ни солзи мој што броди. Има еден живот празен, ода, без ден да му се роди. Има еден живот празен, Летај галебе, пее Кире Костов. Тоа беше нашата демо снимка со која ние учествувавме на опатискиот на конкурсот за опатија. 78. низ животен мрак, галептажен развил крилја, мојта душа, а да. И така се роди Летај галебе. Има едни очи многу топли, сон што барат низ животен мрак, галептажен развил крилја, мојта душа, а та го слуша. А можеш ли малце да ни раскажеш барем некоја анекдота или нешто или за тој период кога доаѓа рок-н-рол бендови кај тебе доле да снимаат? Најголемата анекдота е што ја не знам кои бендови доаѓале кај мене да снимаат. Тие со таква брзина доаѓаат да ја ниту им знаев име, презиме, ќе ми се јави, а може ли да снимаме, ама велам ја зафатен, ама ајде ве молам, и на крај ќе дојде, а ја не можев да ги одбијам, ниту ги прашувам, ниту плаќа нешто, ниту беше, тоа беше се така на доброволна база и поради љубов. Љубовта кон музиката беше таа што ме водеше и сакав да им помогнам на тие луѓе што беа на почетокот на нивната кариера, а имаа потенцијали, сакаа да се презентираат, што да не. И така времето полека минува, животот си тече, од ден на ден лузните што времето ги остава на нашите лица стануваат се подлабоки и тие се сведок за нашата минливост. Но она што сме успеале да го заробиме на нашите магнетофонски ленти, она што сме го преточиле во музика, во стихови, во текстови, што сме го префрлиле некаде на некакви уреди, што сме го напишале во некакви книги, тоа остава длабоки траги и тоа е доказ за нашите вредности. Зашто таму, преку музиката, таму е она што го нарекуваме вонвремение. Таму нашиот живот продолжува и после нашата смрт. Зашто нашите мисли, нашата музика, нашите дела остануваат и ако се вистински, ако се квалитетни, го пребродуваат времето и пловат кон вечноста, кон бесконечноста и тие понатаму стануваат докази за нашите вредности и тие го продолжуваат нашиот живот. Нашиот живот продолжува во душите, во ликовите на нашите слушатели, во оние што не следат и тоа е целта на секој автор. Како да се победи времето.
како да се стигне до вечноста. Креирањето, создавањето, духовното, тоа е вистинскиот медиум преку кој ние го продолжуваме нашиот живот. Нашиот живот, нашите дела се доказ за нашето постоење и преку нив ние продолжуваме понатаму. Да не седиме со скрстени раце, засукајте ги ракавите, ослободете ги мислите, не колебајте се да почнете да творите, оставете трага. Оставете трага по која сите ќе ве паметат. Не се враќам, ама не се враќам, стварно. Тошка, ја морам да идам, бре. Ајде. Ајде, се најаво. Чекај, ја ќе идеш, седиш, што ти кажеш, Тошка мора да идам, брат, да сниме студио. Тошка, морам да идам, брат, имам буги шопрен да позади, идам у студио. Ајде, ајде. Кажи го овој познак, ајде. Тошка, брат, ја кидам. Ајде, фала за муабетот, фала за кафето, се гледаме. Ајде, поздрав. Ако ме нема 3 дена, јави се. Ето, одлично. То што порода се обуеше, да како нема 3 дена, кај си? Ова ствара колку пати точно се отидел само ја оден. Да, бе, да. За нас е сати, 2 смени.